Почитувани граѓани на Битола, почитувани представници на медиумите, денеска во рамки на проектот на Министерството за внатрешни работи, отворен кабинет со кој се офатени сите сектори за внатрешни работи низ државата, дојдовме овде во посета на СВР Битола, со цел низ непосредни средби со граѓаните, да ги слушнам нивните идеи, нивните предлози, кои одат во прилог на подобрување на состојбата, пред се на безбедносна состојба во заедницата во која што живеат. При тоа, при реализација на овој проект сме водени од премисата дека партнерството помеѓу полицијата и граѓаните започнува токму во заедницата и токму на тој начин сакаме да покажеме дека секој еден може да даде придонес во гарантирањето на безбедноста на сите граѓани. Воедно средбите со раководствата на секторите и оделенијата за внатрешни работи, како ова што денеска ја одржав заедно со раководството на секторот за внатрешни работи во Битола, се дополнителна можност заеднички да ги разгледаме резултатите од реализираните активности во ова полугодие, но и да ги зацртаме следните приоритети. Согласно презентираните податоци на средба со раководството во секторот, можам да констатирам дека вкупниот број на извршени кривични дела на подрачјето на СВР Битола во изминатите 6 месеци, споредбено со истиот период од лани, бележи намалување за 26%. Вкупната ефикасност на расчистување на кривичните дела изнесува 43%, што е за 8% повеќе од минатата година. Според статистички податоци, најголемиот број на кривични дела се во областа на класичниот криминал, а за поздравување податокот што само во Битола имаме намалување на бројот на евидентирани кривични дела за 51%. Ефикасноста е 47%. Додека на подрачјето на целиот сектор за внатрешни работи, вклучувајќи ги Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Крушево и Македонски Брод, имаме намалување на кривични дела за 30% со ефикасност на расчистување од 43%. Што само говори дека соработката на полицијата и граѓаните е се подобра, а тоа придонесува за зголемување на безбедноста на заедницата. При тоа, ако се за тешките кражби е постигната ефикасност во расчистувањето за 39%, за кривично дело кражба ефикасноста е 67%, за разбојништвата дури 140%. Зајакнати беа контролите и за недозволената трговија со дрога и оружје и во првата половина од годината само на подрачјето на Битола поднесени се 36 кривични пријави против 48 сторители, што представува зголемување за 67%, додека на подрачјето на целиот сектор имаме зголемување за 3%. Во делот на сообраќајот, вкупниот број на сообраќајни незгоди е во намалување за 9,7%, а во текот на средбата бев информиран и за успешно спроведените оперативни акции од локален и регионален карактер, како што се оние за откривање на кривични дела за противзаконско складирање на отпад, вршење на јавен превоз без лиценца, криумчарење на стока, илегална миграција, нелегална сеча на дрва, кои што исто така директно влијаат врз безбедноста во заедницата. Денеска, посредбите со граѓаните во рамките на отворен кабинет во Битола, ќе го посетам и граничниот премин Меджитлија, каде што ќе остварам средба со раководството на регионалниот центар за гранични работи Југ, со цел да ме брифираат за состојбите на овој граничен премин, за евидентирани податоци од полициската станица за надзор на државната граница, полициски станици за гранични проверки, како и оделенијата и одсеците кои што се во состав на РЦ Југ. Дозволете ми уште еднаш да ја потенцирам мојата решителноста на мојот тим за продолжување на отворен кабинет за директни средби со граѓаните секаде низ државата, а на колегите на СВР Битола, како и од РЦ Југ, им посакувам уште поголема посветеност, уште подобри, позначени резултати во наредниот период, се со цел да имаме задоволна и безбедна заедница и бидејќи само така ќе имаме заеднички напредок во оваа смисла. И на крајот дозволете ми да ви се заблагодарам на сите вас, на медиумите, на медиумските работници, заради тоа што сите овие активности кои што ги превземаме, пред се превентивните, преку правилното информирање на граѓаните, преку
помошта во подигањето на јавната свест, сте исто така еден од клучните фактори за подигнувањето на генералната безбедност и во Битола, меѓутоа и во државата. Благодарам.